да го довршиме оној разговор, господине Толе, кој што го имавме при промоцијата на вашата книга. Во нашите раце се наоѓа судбината на земјата. Но сега судбината на земјата е, би рекле, и во Божји раце, односно во рацете на природата. Значи, 21. декември е денот кој што природата го одредила на некој начин, според некои стари календари, да биде како еден вид крај на светот. Или пак тој ден ќе биде веќе светот подруг, нема да биде ист, таков како што досега сме го знаеле, барем од поглед всушност на електромагнетното зрачење. А ние природата си ја сакаме. Ловците исто така најмногу го знаат тоа, риболовците исто така. И сите љубители на престојот во природа. Па ве молам, вие како наш ловечки пријател, а истражувач и стручњак, единствен кој што ја обработувал, барем од Република Македонија, оваа тема на ваков начин, да ни посочите нешто повеќе за тој фамозен 21. Веројатно, оваа емисија ќе ја емитуваме пред 21. А се разбира, и после 21. ќе ја емитуваме доколку не се случи она најкатастрофално што некој верува дека ќе се случи. Какво би било вашето објаснување? Да речеме, ние зборувавме, не, од маите наваму потекнува. И на исто така, само да дадам уште едно мало кусо, уводче на светските телевизии кои што се канали за природата, за дивината, National Geographic и Discovery, на големо ја обработуваат оваа тема, токму непосредно пред 21 декември 2012, кога завршува календарот на маите и кога настапува некое друго време кое што тие не го бележат. Но вие го бележите исто така во својата книга и понатаму во своите истражувања. Што кажуваат вашите истражувања? Да тргнеме од тој некој почеток според вас. Да, вака со испитувањето и изучувањето на електромагнетното зрачење на земјата се бавам веќе десетина години, така да април ова година ја издадов и мојата книга Електромагнетно зрачење на земјата и примена на магнетно поле во тераписки цели. Го објаснав, значи, електромагнетното поле на земјата, како делува врз живиот свет, врз човекот, врз климатските промени и воедно во книгата го објаснувам и влијанието на електромагнетното зрачење на сонцето врз земјата. Значи, во една корелација магнетното поле на земјата и магнетното поле на сонцето влие, значи, за сите климатски промени и здравието на луѓето на земјата. И тоа е непосредно и згоре на тоа, ако ја додадеме, нели, и онаа сила што има од електромагнетно зрачење и галаксијата. Да. Тоа е веќе потикнат од овие нови трендови на календарот на маите и актуелноста што е во светот е веќе на сите телевизии застапена за календарот на маите, дека на 21 декември 2012 година станува крај на светот, односно тогаш завршуваат двата круга на календарот на маите, каде што понатака нема веќе кругови кои што маите ги предодредиле во календарот, се добива мислење дека треба да настане крај на светот. Од таа иницијатива јас потекнав да го разработувам и понатака електромагнетното зрачење на земјата, сонцето, меѓутоа и пошироко малци електромагнетното зрачење на галаксијата наша и другите галаксии. Најпрво почнав со едно изучување на календарот на маите. Така да календарот на маите представува еден од најпрецизните календари што бил некогаш и до сега воспоставен. Колку е неговата прецизност? Неговата прецизност нашите научници имаат одредено некаде околу 15 секунди е прецизен во текот на 365 денови, да. Каде што и јапонците може да завидат на маите. Може да позавидат. Каде што нивниот календар покрај тоа што има значи календар кој што е од 365 дена, тој има некаде и други календари околу 20 на број
кои што кажуваат, да речеме, секој ден што ќе стане, како ќе стане, значи еден пророчански дел има. Така. Вториот дел е во текот на 13 дена, бидејќи нивната недела била 13 дена, па на 20 дена било нивниот месец, 200 дена и на крај 365 дена, значи некаде од 20 календари сублимираат, значи два календари кои што едниот е пророчански календар, значи, а другиот е предвидувачки. Да, а другиот е како сличен пророчки. Да, другиот е како Грегоријанскиот календар кој што се состои од 365 денови. И тој календар мајте го имаат значи направено 3114 година пред нашата ера. Така да сега сме 2012 година и 3114 година пред наша ера, вкупно кога ги собериме тие две дати, доаѓа 5125 години. Нивниот круг кој што се затвара сега е 5125 години. Тоа е значи големиот круг, меѓутоа и другиот круг кој што се состои од 26000 години, значи едниот дел од тој круг се затвара на 21 декември, значи двата календари и од големиот календар и од 5125 години, значи другиот календар завршуваат на 21 декември 2012 година. Поради тоа што понатака нема веќе од нивна страна значи напишано друг календар и веќе доаѓа една ситуација каде што се мисли дека може да настанат некои големи проблеми, значи со животот на земјата и со самата земја. Така да од календарот на мајта и астеките исто имаат земја. Овие два календари, значи можеме да видиме разликата и меѓу календарот на мајите и календарот на астеките. Разлика, ова е календарот на мајите, ова е календарот на ацтеките. На астеките. Гледаме дека имате еден сферичен облик тие календари, кој што тој сферичен облик малце асоцира. Овој малце е фигуративен, на астеките малце сликовит. Повеќе сликовит, а овој повеќе софистициран, символичен. И нумерички, многу не толку сложен за па нешто како свемирски. Дури доаѓа вака кога ќе се гледа, нешто како некоја свемирска ситуација се гледа на него. Така да кога ги разгледував овие два календари и кога ги разгледував потоа електромагнетните зрачења на нашиот сончев систем, на нашата галаксија, галаксијата, нашата галаксија, ево овдека, доаѓам до една ситуација каде што, еве, гледате го сферичниот облик на... Овде сме ние, во ова виолетова точка е нашиот сончев систем. Нашиот сончев систем. Значи, гледате дека сферичен еден облик има, односно нашата галаксија е спирална галаксија, а споредете го со календарите, гледате исто една сферична ситуација. Забележете го и овој дел овдека. Така. Централниот дел. Забележете го. Да. Забележете го и на еве на нашата галаксија. Значи централниот дел, ова е црната дупка на нашата галаксија. Малце пошироко да објасниме сега во однос на на нашиот сончев систем. Тука се гледа сонцето. Овие се планетите, значи Земја, Марс, Венера, Нептун, Јупитер, Сатурн, сите значи планети околу сонцето. Тоа е значи нашиот сончев систем, а веќе подоле е нашата галаксија, односно Млечниот пат. Сега, целиот овој сончев систем, значи кај што е нашето сонце и нашите планети, во однос на нашата галаксија, еве тука кој што е представено со виолетова боја, можеме символично да ја представиме како зеницата, големината на нашиот сончев систем према големината на нашата галаксија е како зеницата од окото према територијата на Соединетите Американски држави. Значи толкава е таа големина. Иначе вака хронолошки. Нашата галаксија е сферична, која што е сплесната. Незината големина е некаде 200.000 светлосни години. Значи диаметарот, широчина 200.000 светлосни години. Овој црната дупка на нашата галаксија е 3000 светлосни години. Нашиот сончев систем се наоѓа некаде на 30.000 светлосни години оддалечена од црната дупка. Карактеристично за црната дупка, што е таа 4 милиони пати поголема маса од сонцето. Значи таа огромна состојба. Што е црната дупка? Црната дупка е една средина на галаксијата која што е малце мистична. Таа во неја се содржи толкава голема енергија
што таа често пати проголтува цели планети. Да, и ги компримира. Ги гори. Во едно ги гори. Топче од тенис може да собере цел универзум. Точно. Меѓутоа и друго има. Планетите што ги голта црната дупка ги согорува на 3 трилиони целзиусови степени. Не останува ништо од таа планета. Едноставно настануваат гама зрачења кои што се гледат во космосот како зраци кои што светат од црната дупка на нашата галаксија. Уште малце пошироко да објаснувам. Нашата галаксија и во нејзина близина има околу 30 галаксии. Слична како нашата галаксија е Андромеда. Таа некаде 2,5 милиони светлосни години оддалечена од нас, а сите други 30 на други галаксии се значи помали од нашата. Овие се две слични, сферични. И друга ситуација, кога ги гледаме овие двете галаксии, ние галаксијата Андромеда ја гледаме, значи, на оддалеченост од 2,5 милиони светлосни години. Ја гледаме во состојба која што е 2,5 милиони години како што била поназад. Бидејќи за да стигне светлост од Андромеда до нас и треба 2,5 милиони години. Да. Значи ние гледаме веќе со заостанатост. Може да ја снема, а ние се уште ќе ја гледаме дека постои. Точно. И сето ова го зборуваме заради тоа што токму тоа е она поширока, да речеме, област која што действува на природата, ама на онаа природа ние што ја знаеме непосредно, која ќе излеземе надвор од прагот, нели? Да. Outdoors, што велиме. Да. Што влие на целата земја. Да. Зошто ова целото го објаснува? И зошто ова е интересно со календарот на маите, што малце наоѓам некои интересни сознанија. Јадрото или црната дупка на нашата галаксија произведува голема сила. Значи има голема енергија, произведува големо магнетно електромагнетно поле, како и сите други галаксии, целиот универзум. Електромагнетното поле, оската на оваа галаксија има различни правци. Чудно е што баш сега во овој период се совпаѓа, значи оската на поклопување, значи. Да, оската на електромагнетното поле од јадрото, односно црната дупка на нашата галаксија се совпаѓа во исто време со електромагнетното поле на оската на Сонцето, кое што удира директно во нашата земја баш овој период. Токму на 21. Така да доаѓа, да, значи декември. А тоа се совпаѓа и со 24 годишнината од електромагнетното поле на земјата, на Сонцето, бидејќи на 24 години електромагнетното поле на Сонцето се враќа за 360 степени како што било. Да, на 12 и на 24 на 12 како што ни објаснувате. Степени и токму тоа влие, нели, што е и нормално влијание на делфините, на китовите, да. на сите тие, да речеме, животни кои што се ориентираат според магнетните силови линии и кога ќе ги има тие нарушувања во природата, практично тие се дезориентирани. Да, вие го туркате од брегот да оди да се спаси на делфинот, тој пак се враќа и се насукува. И се насукува, еве баш и некои слики токму еве имаме и тоа важи за мачките и за инсектите, значи кои што има специјални магнетосоми, тие се радарски системи во телата на рибите, на птиците, на мачките, тие ги потенцирам повеќе бидејќи кај нив повеќе се тие застапени. Значи тоа е дури на некој начин мора да кажеме дека тоа не се абнормални појави, тоа се нормални појави на 12 па на 24 години, ама сега и кога е од на 12 една јачина, поголема јачина на 24 години има нарушувањето, како велите вие, тоа се вика значи на 24 години кога се менува магнетното поле на Сонцето, кога доаѓа во својата првобитна состојба, тогаш настануваат сончеви ерупции. Доста изразени. Тие сончеви ерупции прават големи промени, големи електромагнетни. Згора на тие електромагнетни промени, кога ќе се додаде влијанието на електромагнетните промени, односно силината од самата галаксија, веќе тука имаме мултиплицирање на негативното, односно може и да не биде негативно. Да, меѓутоа коинциденцијата е многу голема, што оската на електромагнетното поле на галаксијата наша, електромагнетното поле на Сонцето,
24 годишнината кај што се очекуваат и без да е електромагнетното поле од галаксијата насочена, само од сонцето би предизвикало големи промени, а иначе промените се однесуваат на тоа што ќе настанат, значи, од најтешки облици до полесни форми, нели не знаеме тоа, ова е приказ на галаксијата. Так. На нашата галаксија со другите галаксии што се во близина. Вселената. Мислам, таа не е некоја близина, нели, она релативна, него тоа се огромни пространства во светлосни години. И така, ако гледаме уште пошироко работата, и тие влијаат на самата галаксија. И сето тоа се мултиплицира токму на 21 во еден момент, во еден ден, да има едно такво големо електромагнетно влијание врз земјата. Да, и календарот на маите тука завршува, што е исто така еден податок кој што малце нели не става во едно размислување, зошто календарот на маите е таа дата, зошто баш тогаш оските на нашата галаксија и оската на електромагнетното поле на сонцето се поклопуваат и баш тогаш према земјата се насочени. Значи земјата навлегува во тој предел на значи на галаксијата, каде што на електромагнетните зрачења токму од галаксијата најголеми што се. Меѓутоа, нели ќе се види понатака дали ова што го констатираме ние. Земјата, магнетните силови на линии на земјата ги имавме на една фотографија изразено. Ете, значи еве ги овдека земјата која што северниот пол, јужниот пол, еве и одбраната на земјата. Е сега вака, големината ја објаснивме големината на галаксијата. Ова е сонцето, ова тука точка, ова точката, ова е земјата. Е земјата. Иначе овака споредбено пак ќе кажеме. Споредбено е како во големина дека земјата е, да речеме, џамлија, а сонцето е баскет. Так. Односно сонцето е 5500 пати поголемо од земјата и 330.000 пати е потешко од земјата сонцето. Значи таа е таа големина, а замислете точката што сончевиот систем е према целата галаксија и иначе поопширно за галаксијата да кажам дека нашата галаксија е некаде околу 4 милиарди години стара, а иначе другите галаксии што се подалеку од нас е некаде 13,6 милиарди години нивната старост, значи ние сме нешто помлади од другите галаксии, така да чудно е да нема жив свет. А тоа е па друга тематика, но сега зборуваме за природата и за живиот свет до 21 декември, а и подосна. Практично тие електромагнетни зрачења предизвикуваат љубопитство, ако ништо друго кај дел од граѓанството, што да прави на 21 декември? Да биде во своите живеалишта, да бара скривалишта или да може и слободно на отворено. Што е позгодно? Да се биде во стан, во земуница, во скривалиште или пак да се биде надвор? Електромагнетното зрачење какво е? Дали становите ќе ни овозможат заштита или пак обратно? Сега додиме во најдобар случај. Што би можело да биде 21 декември е малце символично, меѓутоа овие месеци, значи некаде до летото, до мај, се тие промени што ќе настанат. Значи во најдобар случај ќе настанат големи климатски промени, кои што веќе ние тие климатски промени веќе ги осеќаме. Земјата е едно живо тело. Ако вие реагирате на него и таа ќе реагира на вас. И токму последиците од електромагнетните зрачења биле секогаш на територијата на најразвиените држави, бидејќи тие најмногу влијаеле врз природата. И природата најмногу ги вратила наназад или ги удрила малку посилно. Значи. И најголемите промени што ќе настанат сега со електромагнетните значи зрачења што ќе се пореметат овие неколку месеци, ќе ги осетат високо развиените индустријски земји. Кај нив целиот систем е на електронски. Значи од електроцентралите, од радарските системи, од трафостаниците, од електродистрибутерските центри, системите за тревожење. Така да се што е електроника, значи ќе едноставно ќе стагнира, ќе се неутрализира, нема да функционира. А сепак една високо развиена држава се базира на електроника. Ако тоа не функционира, државата се парализира. Подготвува за такво нешто, но не може со сигурност да предвидат. Се прават подготовки, за заштита на електроцентралите, на сите електрични. А најголемата заштита е да се исклучат. Тоа не може да си го дозволи. Тоа не може, тоа веќе парализа на цел систем, така да не ќе може тоа да дојде.
Меѓутоа, нели, пак ќе треба тука да се интервенира во однос, да речеме, да луѓето превентивно си делуваат, да си обезбедат, да речеме, да си обезбедат известна количина на залиха на храна, на нормално тоа, на пример, во Њујорк гледавме дека не треба големи количини, меѓутоа дека рафтовите на продавниците беа празни, испразнети беа за кратко време, останаат другите продукти на значи тезгите. Треба за така да се имат некои залихи за пократок временски период, не мора тен големи залихи да се има, бидејќи ако нешто биде страшно, џабе да се има за поголеми временски периоди, нели да се поминат некои. Бидејќи кората на земјата исто така како луспа од јајце, ако ја земеме целата земја. Значи тоа е многу тенка наспрам големината на земјата. Дебелината на кората на земјата. И ако имаме промена на половите, така натаму ќе дојде и до некое пукање на плочите. Да, ако во полов случај, значи тие електромагнетни бранови што ќе дојдат од сонцето и од галаксијата, ако се во поголем интензитет, може да дојде и до распукнување на земјината кора или до појава на огромни, значи цунами, на вулкани, земјотреси исто така да се појават, така да тука многу не би можело да се крајбрежни области ќе бидат поплавени. Да, веќе можно, не поплавени, сигурно. Постојат некои ситуации кај што луѓето бегаат во некои предели кај што се посигурни, покарпести. Еве во Франција веќе богаташите одат во едно место, во едно село кое што космички вика дека е позаштитено од сите тие електромагнетни зрачења од зрачењето од галаксијата, така да веќе полицијата и војската направи одбранбен заштитен зид на 20 км од тоа село да не одат веќе луѓето таму. Дека не може. Значи има некои предел да наговестување дека може да се случат некои Но тоа се и луѓе кои што премногу остро реагираат, односно паничат во такви случаи. Најдобро значи ќе поминат земјите со најниска технологија. Да. Најниско технолошки развиените земји, односно неразвиените земји, најдобро ќе поминат во тој случај. Во Македонија? Во Македонија мислам дека нема да настанат некои поголеми, посериозни промени, освен што треба, нели, оние сите централи, сите оние преносители на електрична енергија да се заштитат, да се обезбедат, да се исклучат на време, бидејќи ние можеме да функционираме и без струја. Не сме многу електронски Туку што почнавме да компјутерски и електронски да се демократизираме согласно современото време, мора така, нормално е. И уште едно нешто не дефиниравме, кое што и мене ми беше во главата нерашчистено. Дали е подобро во затворени простории при електромагнетни зрачења такви да се или пак надвор, или во рековме карпестите предели се одлични, да речеме, за некои ете така престојуваме во такви периоди каде што би имале катаклизматични промени на земјината кора, но од зрачењето дали е подобро во стан да бидеме или надвор? Да. Во нормални услови, да речеме во овие услови, во затворена просторија електромагнетното зрачење 3 до 4 пати поголемо во однос во природата. Бидејќи во природата си постои она земјино електромагнетно зрачење кое што си има јачина од 30 до 60 милитесли, фреквенција околу 7 до 8 херци. И тоа кореспондира со нашата структура и живот на клетката, и е нормално ние да функционираме токму на таа фреквенција. Нашиот организам ја има прифатено таа фреквенција за референтен систем, така да сите наши органи работат и на таа фреквенција, значи некој поголема, некој помал, меѓутоа од земјиното електромагнетно зрачење ја абсорбира таа фреквенција и тоа електромагнетно зрачење, исто како што кислородот е потребен на организмот, така и електромагнетното зрачење е корисно. Односно земјиното, чистото, како чистиот кислород што е потребен, земјиниот кислород, така и ово, бидејќи и вишок на кислород, ако ставиме во организмот, се добива труење на организмот, значи не треба и многу кислород да се внесува. Како и витамините, хипервитаминоза не бадилат. Вика, па зошто вика кога еве, што ме толку корисно електромагнетно зрачење во природата е да речеме нели 8 херци, еве во станот е 3 пати појако, значи поубаво ќе ни биде. Па викам, ако кислородот, ја ти го стам да го дишиш нон-стоп кислород, не земјиниот, него оној концентриран кислород, ти ќе се угушиш, има труење од кислород. Затоа во просторија, кај што има електроника, телевизори,
кај што има метални предмети, самите згради се од метал, од бетон. Так. Значи поголемо електромагнетно зрачење исто так. како труењето со кислород и труење со електромагнетно зрачење. Значи тоа доаѓаме токму на она првично со кое што го почнавме разговорот. Природата ни кажува како треба да се живее, природно. Точно. Значи и што повеќе време да поминуваме во природа. Значи со други зборови и покорисно е надвор, значи да се заштитиме него во затворени простори. Во затворени простори, особено во урбани целини. Ова чинам едно видување на 21 декември од ваш аспект како наш ловечки пријател и стрелечки исто така пријател, бидејќи ние сме и на ловните патеки пријатели, и на стрелачките патеки пријатели, ќе даде придонес кон таа општа едукативна слика што ја има за цел и за задача нашата телевизиска програма да ја прикаже на својата публика како една и едукативна појдовна точка за личен развој и сознаност на секој интересент за здрав живот. А нашиот здрав живот ќе го продолжиме во природата на Република Македонија и нашата ни мила мајка земја и по 21 декември. Чинам, ние сме оптимисти и токму така треба и да действуваме, а бидејќи сме македонци и сме докажале дека се прилагодуваме и на најлошите услови, сметам дека ќе доживее оваа наша емисија и како едно наше видување пред 21 декември и реприза и после 21, па на крај би завршил со добар поглед до 21, а и по 21 декември 2012. Со добар поглед. Се сложувам со вас.